Драги ученици, добар ден! Јас сум Билјана Здравеска, наставник по математика во Основното училиште Добри Јовановски од Прилеп. Во денешната видеопрезентација ќе ја разработиме наставната единица најмал заеднички содржател или скратено НЗС и одредување на најмал заеднички содржател. Најпрво ќе дефинираме најмал заеднички содржател на два или повеќе броеви е најмалиот од заедничките содржатели на тие броеви. Ќе го разгледаме следниот пример. Да се одреди НЗС за броевите 4 и 5. Најпрво ќе ги испишеме содржателите на броевите 4 и 5 поединечно. Содржатели на бројот 4 се броевите 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 и така натаму. И нив ги има бесконечно многу. Додека пак содржатели на бројот 5 се броевите 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и така натаму. И нив исто така ги има бесконечно многу. Откако ги испишавме содржателите на броевите 4 и 5, се воочува дека постојат содржатели кои што се заеднички за овие два броеви. Тоа се броевите 20, кој што е содржател и на бројот 4 и на бројот 5. Понатаму бројот 40 исто така е содржател и за бројот 4 и за бројот 5. Понатаму бројот 60 е заеднички содржател за броевите 4 и 5. И ако продолжевме со испишување, исто така ќе се појавија и други броеви кои што се заеднички содржатели за броевите 4 и 5. Бидејќи во задачата се бара да се одреди најмал заеднички содржател за броевите 4 и 5, од заедничките содржатели воочливо е дека најмалиот е бројот 20. И велиме најмал заеднички содржател за броевите 4 и 5 е бројот 20. Продолжуваме понатаму. Понатаму ќе објасниме друг начин за одредување на најмал заеднички содржател. Тоа ќе го разгледаме во следната задача. Одреди НЗС за броевите под А 4 и 5, под Б 3, 5 и 6. Најпрво работиме под А. Ги запишуваме броевите 4 и 5 и повлекуваме една вертикална линија. Од десната страна на вертикалната линија запишуваме исклучиво прости броеви. Тие прости броеви ги делиме со броевите 4 и 5 и под нив го запишуваме количникот. Најпрво го запишуваме простиот број 2. 4 поделено со 2 е 2, количникот го запишуваме под четворката, а бидејќи 5 не се дели со 2, петката ја препишуваме. Повторно делиме со бројот 2. 2 поделено со 2 е 1, тука го запишуваме количникот 1. 5 не се дели со 2 и затоа петката ја препишуваме. Понатаму од десната страна на вертикалната линија го запишуваме простиот број 5 и делиме. 1 не се дели со 5 и затоа единицата ја препишуваме. 5 поделено со 5 е 1, количникот го запишуваме под петката. Тука поставката ја завршуваме и ги погледнуваме простите броеви од десната страна на вертикалната линија и истите ги множиме. 2 по 2 4, 4 по 5 еднакво на 20. Со тоа сме го добиле најмалиот заеднички содржател за броевите 4 и 5. Под Б
Одредуваме најмал заеднички содржател за броевите 3, 5 и 6. Повторно повлекуваме вертикална линија. Повторно повлекуваме вертикална линија и на десната страна на вертикалната линија запишуваме прости броеви. 3 поделено со 3 е 1, 5 не се дели со 3, петката ја запишуваме, 6 поделено со 3 е бројот 2. Потоа го запишуваме простиот број 2 и делиме. 1 не се дели со 2, единицата ја запишуваме, 5 не се дели со 2, петката ја препишуваме, 2 поделено со 2 е бројот 1. И на крај го запишуваме бројот 5 и делиме. 1 не се дели со 5, единицата ја препишуваме, 5 поделено со 5 е 1, 1 не се дели со 5, единицата ја препишуваме. Потоа, броевите кои што ги запишавме од десната страна на вертикалната линија ги множиме. 3 по 2 6, 6 по 5 еднакво на 30, што значи дека најмал заеднички содржател за броевите 3, 5 и 6 е бројот 30. За данашна работа имате да се одреди најмал заеднички содржател за броевите под А 6 и 9, под Б 5, 10 и 12 и под В 4, 64 и 8. Како упатство за решавање на оваа задача да се искористи вториот начин за одредување на НЗС, односно начинот со вертикална црта. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешно совладување на наставната единица од видеото.